корпус емисии озвучување на Светото Писмо е започнат токму заради тоа што христијаните не го прочитале Светото Писмо, а мислат дека се христијани. Јас зборувам за едно живо слово, Свето Писмо, напишано од Бог, кој ќе ви помогне да се промените, кој ќе ви помогне да се приближите до Бог, кој ќе ве научи како да се однесувате во световните битки и искушенија. Ние зборуваме за едно Свето Писмо кое е самиот Исус, бидејќи е пишано и Словото стана тело и се всели во нас, полно со благодат и вистина во Јован, и е пишано на почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Бог беше Словото. Тоа во почетокот беше во Бога. И се стана преку Него, и без Него ништо не стана, што постана. Јас длабоко верувам во тоа. Верувам во Господ Исус Христос како мој Господ и Спасител и живеејќи и озвучувајќи го Светото Писмо, тоа навистина промени нешто длабоко во мене. И токму затоа го озвучувам, затоа што мислам дека тоа е сврзувачкото ткиво кое може да ги сплоти сите христијани. Затоа што во Писмото пишува дека Исус е главата, а ние сме органите. Тој е главата на црквата, а ние сме сите делови на едно тело, а тоа е Христовата црква. Христокефална црква, жива црква, црква на љубовта. Ќе ви прочитам посланието на апостол Павле до Колошаните, кој дојде во Македонија по сонот на македонецот. Послание до Колосјаните, 3 глава, од 1 до 17 стих. И така, ако сте воскреснати со Христос, барајте го она што е горе, каде што е Христос седнат одесно на Бог. Мислете на она што е горе, а не на она што е на земјата. Зашто умревте и вашиот живот е скриен со Христос во Бог. А кога ќе се јави Христос, нашиот живот, тогаш и вие ќе се јавите со Него во слава. Затоа умртвете ги земните органи на вашето тело, за блуд, нечистота, страст, зла желба и алчност која е идолопоклонство, заради кои доаѓа Божиот гнев, а во кои и вие некогаш бевте, кога живеевте со нив. Но сега отврлете ги вие сите овие нешта: гневот, јароста, злобата, хулењето и злоупотребата на говорот. И злоупотребата на говорот. Не лажете се еден со друг, зашто веќе го соблековте стариот човек со неговите дела и се облековте со новиот човек, кој се обновува во целосно познавање според ликот на оној кој го создал. И ова е суштински за христијанството, каде веќе нема Грк, ни евреин, обрежан и необрежан, варварин, скит, роб и слободен. Уште еднашка, каде нема веќе ни Грк, ни евреин, обрежан и необрежан, варварин, скит, роб или слободен, туку Христос е се. Христос е се и во се. И така како Божји свети и мили избраници, облечете се во милосрдно срце, во љубезност, понизност, кроткост и трпеливост. Поднесувајте се еден со друг и проштевајте си еден на друг. Ако некој има поплака против некого, како што Господ ви прости вам, така проштавајте и вие. А над сето тоа, облечете се во љубов, која совршено сврзува се. Значи, ние зборуваме за едно христијанство, чија што глава е Исус Христос, за облекување во љубов. А Христовиот мир нека владее во вашите срца, за кого сте и повикани во едно тело, и бидете благодарни. Христовото Слово да живее изобилно во вас со сета мудрост. Поучувајте се и опоменувајте се еден со друг, со псалми,
химни и духовни песни, пеејќи му на Бог со благодарност во вашите срца. И што и да правите, со збор или дело, што и да правите, со збор или дело, правете се во името на Господ Исус Христос, благодарејќи му преку Него на Бог, Таткото. Што и да правите, правете го од се срце, како за Господ, а не за луѓе. Христовото Слово да живее изобилно во вас со сета мудрост. Христијанството подразбира Христовото Слово да живее во вас. И кога ќе ви се случи нешто во световниот живот, тогаш ќе се сетите, кога некој ќе ве удри и навреди, ќе се сетите, молете се за непријателот свој. Благословувајте ги оние што ве колнат, правете им добро на оние што ве мразат и молете се за оние што ве навредуваат и гонат. Суштината на христијанството е да се облечеме во љубов и Христовиот мир да владее во нас и да се однесуваме според образот на небесниот и Христос да ни образец за се, зашто тој е тој што не поучува. Ние тогаш зборуваме за љубов, за понизност, за разбирање, за простување, за молитвен живот. Господе Исусе Христе, јас не можам да го решам овој проблем, помогни ми, без Тебе не можам да направам ништо. Потребен си ми, Господе, и одите напред. Господе Исусе Христе, Ти благодарам што и овој ден ми ги отвори словата, ме исправи, Господе, да ги озвучувам словата, да сведочам за Тебе, што ме облева Твојата светлина. Ти благодарам, Господе, што ги услишуваш моите молитви, што ме научи да се молам од срце, како што вели, запишани со живите слова на живиот Бог во вашето срце. Господи Исусе Христе, Ти благодарам што си ми дал татковина, дом, семејство. Ти благодарам, Господе, што ме повика да Ти служам и да Те славам, зашто е пишано, кој верува во мене, делата што ги вршам јас и тој ќе ги врши, и уште поголеми ќе ги врши, зашто јас си одам кај својот Отец. И пишано е, Он ги зеде на себе нашите немоки, болести и слабости. Па тогаш болестите, слабостите и немоките, зошто да ги носите вие? Предајте му ги на Исуса Христа. Тој ги закова на крстот. Тој слезе и се овоплоти, за ние да имаме плодоносен и победоносен живот. Јас дојдов за да имате во изобилие и да се прелева. Значи, Господ дојде да живееме ние во изобилие. Потребно е да го повикаме Господ Исус Христос, да се покаеме за гревовите. Нема ни еден праведен. Ако велите дека немате грев, не сте во право. Нема ни еден праведен. Покајте се, Господе, грешев, правев тоа и тоа. Им простувам на сите. Се одрекувам од сатаната, од демоните, од болестите. Застанувам заедно со Тебе, Господи Исусе Христе. Те поканувам да дојдеш да застанеш на тронот на мојот живот и тогаш ќе имате молитвен живот со Исуса Христа, личен однос со Господ. Кажете му ги своите проблеми, оставете ги своите болки и страдања на Неговиот крст. Изберете го Исус Христос и врвете по Неговата светлина. Што и да правите, правете го од срце, како за Господ, а не за луѓе, знаејќи дека од Господ како награда ќе примите наследство. Вие му служите на Господ Христос, зашто кој прави лошо, ќе ги понесе последиците од стореното и тоа непристрасно. Јас сум Тихомир Стојановски, професор сум на Факултетот за драмски уметности. Предавам сценски говор со техника на глас. Но сепак, пишувајќи го својот докторски труд од обред до театар, дојдов поблиску до Исус Христос, почнав да го читам живото слово, Светото писмо, и тоа промени нешто во мене. Тоа ве променува да размислувате на еден поинаков начин. Тоа ве променува да го отврлите стариот човек, да умре на крстот на Исус Христос и да живеете еден новороден, да дојдете со еден новороден човек, еден човек кој живее по принципите на Исус Христос, да љуби го својот ближен како себе си, љуби го Господ својот Бог со сето свое срце, со сета своја душа, со сиот свој разум, со сите своји мисли. Зашто пишано е, моите мисли не се ваши мисли и моите патишта
не се ваши патишта, вели Господ. Затоа, Господе, отвори ни го срцето за Твоите мисли, за Твоите патишта. А сега, Господе Исусе Христе, јас проведувам власта која ми е дадена и Те молам, Господе, зашто е пишано молитвата на праведникот може да и го исцели болниот. Се молам за мојата земја Македонија, Господе, да испратиш работници на жетвата, да испратиш жетвари, да испратиш добри луѓе, да избереме христијанска влада, која ќе верува во Тебе, која ќе гази на змии и на скорпии, која ќе му служи на живиот Бог Исус Христос, која ќе живее победоносен и плодоносен живот, која ќе живее во Божјата праведност. Ние зборуваме за синови Божји, луѓе кои го избрали Исус Христос и кои живеат во Неговата светлина, во Неговата закрила, облечени со сила од озгора, кои ги озвучуваат Неговите слова, кои полагаат раце на болни, кои го прават сето она што го правеше Исус Христос, зашто е пишано, кој верува во мене, делата што ги вршам јас, и тој ќе ги врши, и уште поголеми ќе врши, зашто јас ќе одам кај својот Отец. Пишано е, јас сум патот, вистината и животот, и никој не доаѓа при Отецот, освен преку мене. Пишано е, брате христијанине, тесен е патот што води кон животот, и малкумина го наоѓаат. Широк е патот што води во гибел, и мнозина минуваат низ него. А Исус Христос е тој пат. Можеш да го избереш тесниот пат, да врвиш по Исуса Христа, да бидеш молитвен војник на Исуса Христа, да се облечеш со Божјата љубов, да го добиеш Христовиот мир, зашто е пишано мирот свој ви го давам, но не како што го дава светот. И можеш да почнеш уште од утре, да го читаш Светото Писмо. Живите слова, зашто човек не се храни само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Зборовите што излегуваат од устата на Бога се овие запишани во Светото Писмо. Тоа не се обреди, не е религија, не се традиции, не е народна култура. Тоа е култура на молитвен збор, култура кога Отецот Небесен и Исус Христос се населуваат во тебе и прават сокровиште во тебе, кога се крштеваш во вода и со Свет Дух, и кога имаш моќ во зборовите да даруваш живот и смрт, и кога кажуваш молитви, и кога стануваш молитвен војник на Исуса Христа, и кога живееш плодоносен и победоносен живот. Пишано е, жетвата е голема, а работниците се малку. Кога апостолот Павле дојде во Македонија и го ширеше светото Евангелие по повикот на македонесот, тој рече, по тоа видение ние разбравме дека Господ не посакал таму и веднаш посакавме да тргнеме за Македонија да го шириме светото Евангелие. Потребно е и ти, брате христијанине, да посакаш да го шириш светото Евангелие, да го читаш живото слово, да го храниш својот дух, да пораснеш во духот, да се родиш одново во Исус Христос, да бидеш богороден, новороден христијанин и да живееш на страната на Исус Христовата молитвена војска. Господи Исусе Христе, Оче небешен и свети душе, ви благодарам што ми ги дадовте овие слова да ги сведочам на моите браќа и сестри во Македонија. Македонија да ја благословувам со силата на Христовата, со Христовата сила и Христовата љубов, да избере пат на Исус Христос, не на религија, не на обреди, не на традиции, не на национализам, и да се облече по Божјата љубов. И како што е пишано, кога ќе дојдете во некој дом, поздравете го со зборовите мир вам. И ако куќата биде достојна, вашиот мир нека прејде на неа. Ако пак куќата не е достојна, вашиот мир нека се врати при вас. Македонијо, мир вам. Биди благословена и избери го Исуса Христа, оти друг пат немаш.